Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте во Училница. Денес ќе се запознаеме со наставната единица 3D форми или геометриски тела за прво одделение. Цели на часот. Ученикот да може да именува и издвојува 3D форми како коцка, квадар, цилиндар, конус и топка, да разликува по број на страни, по прави и криви линии. Најпрво ќе повториме за 2D формите, за кои што веќе сум сигурна дека ги знаете. Тоа ќе го направиме со неколку гатанки. 4 исти страни имам. 4 исти агли имам. Јас сум и на коцката помал брат. Јасно ви е сега. Јас сум квадрат. Ајде да ги изброиме страните на квадратот. 1, 2, 3, 4 страни. Едно теме, 2, 3, 4 темиња. Значи, квадратот има 4 страни и 4 темиња. 3 агли поврзани меѓу себе. Како едро што се вее. Имам јас препознатлив лик и се викам триаголник. Една страна, 2, 3 страни. Едно теме, 2, 3. Значи, триаголникот има 3 страни и 3 темиња. 4 страни, 2 по 2 исти, со линии прави чисти. И 4 агли исти. Црташ врата, прозор, куќа со убав лик. Јас сум деца. Правоаголник. Ајде да ги изброиме страните. 1, 2, 3, 4 страни. Едно теме, 2, 3, 4 темиња. Значи, правоаголникот има 4 страни и 4 темиња. Како сонце што го грее целиот свет. Како тркало на тротинет. Како копче на струк. Се сети, нели? Јас сум круг. Кругот нема страни и темиња нема. Сега ќе ви раскажам една приказна за овие 2D форми. Денес секоја од нив е весела, бидејќи успеала да си најде многу другарчиња. Некои слични, но некои различни од неа. Заедно се дружат едни со други. Во најразлични игри различно се групираат. И секој пат формираат некаква нова форма во зависност од тоа кој од другарчињата им се придружило во играта. Така, например, кога играат 6 квадрати. Тие формираат интересна и необична 3D форма, која наликува на коцките со кои играме Не лути се човече. Која дури и така се вика. Коцка. Коцката е составена од 6 рамни површини. Замислете, внатре, во длабочината на коцката, може дури и нешто да сокриеме и никој да не може да го најде. За разлика од геометриските фигури што претходно ги видовме, кои можеме само да ги нацртаме или изрежани да ги залепиме на нешто. Составена од 6 квадрати исти, со агли правилни чисти, а секој ќоше нејзино боцка
затоа што таа е коцка. Која форма представува ѕид на коцката? Квадрат. Кога се дружат 4 поголеми правоаголници и 2 помали правоаголници, добиваме нешто што личи на кутија за чевли, а се вика квадар. Квадарот е составен од 6 рамни површини. Која форма представува ѕид на квадарот? Правоаголник. Кога се дружат 4 триаголници, споени така да горе формираат врв и еден квадрат на дното, се формира прекрасна 3D форма, наречена пирамида. Пирамидата е составена само од рамни површини. Сред пустина гордо стои и по цел ден посетители брои. Исправена, нежна, фина и се вика пирамида. Која форма представува ѕидот на триаголната пирамида? Триаголник. Ако се стружат 2 круга и еден правоаголник и се спојат од едниот до другиот круг, се добива некоја чудна форма која личи на буре или лименка или можеби шолја. Тоа геометриско тело се вика цилиндар. Нема страни, нема агли. Составена е од 2 рамни површини и една крива површина. Како шолја за млекце пиење, како стаклена чаша за миење, како оџак висок ко облакодер. Ме познаваш? Јас сум цилиндар. А кога важниот круг ќе се затвори со крива површина, која формира врв и личи на корнет за сладолед, тогаш се создава интересна 3D форма, која личи на новогодишно или роденденско капче, а се вика конус. Конусот е составен од една рамна површина и една крива површина. Држач за сладолед сум јас и од децата ми нема спас. Сакаат и по топче бонус. Знаете, деца, јас сум конус. Тркалезна е ко лубеница, во игрите и спортот миленица. Низ нозете ви се мотка и се вика топка. Сега ќе видиме слики од неколку предмети кои ги има околу нас и ќе ги идентификуваме со соодветните 3D форми. На сликата имаме буре. Формата на бурето наликува на цилиндар. Коцки, кои што ги користиме во игрите како не лути се човече, препознатливи по белите и црните точки. И личат, како што кажува и самото нивно име, на формата коцка. Фудбалската топка, како што и нејзиното име кажува, наликува на 3D формата топка. Роденденски подарок. По својата форма
се совпаѓа со 3D формата коцка. Сообраќаен конус. Има форма која се совпаѓа со геометриското тело конус. Фрижидер на сликата има форма на квадар. Роденденско капче, кое го користиме кога славиме родендени, има форма на конус. Сега ни е дадена една табела, а во незе се наоѓаат геометриските тела. Коцка, топка, квадар, конус, цилиндар. И одредени предмети кои што се наоѓаат надвор од табелата. Според формите на предметите, треба соодветно да ги идентификуваме и сместиме на соодветното место во табелата. Ќе започнеме со шолјата за млеко пиење. Според нејзиниот изглед, таа најмногу наликува на 3D формата цилиндар. И затоа ќе ја сместиме во редот каде што се наоѓа цилиндарот. Рубикова коцка. Како што кажува и самото нејзино име и според нејзиниот изглед, ја сместуваме во првиот ред каде што се наоѓа 3D формата коцка. Роденденско капче. Според неговиот изглед наликува на 3D формата конус. И ќе ја сместиме во предпоследниот ред. Фудбалска топка. Според името се совпаѓа со 3D формата топка. Ќе ја сместиме во вториот ред. Детска играчка, која на сликата наликува на 3D формата квадар. Ќе ја сместиме во редот каде што се наоѓа квадарот. Портокал, едно од омилените овошја, наликува на топка и ќе го сместиме во вториот ред. Корнет за сладолед, според изгледот, се совпаѓа со 3D формата конус. Затоа ќе го сместиме во редот кај конусот. И амбалажата за млеко, која наликува на 3D формата квадар, ќе ја сместиме во третиот ред. Задача. Поврзи ја секоја 3D форма со предметот што личи на неа. Во горниот ред ќе ги повториме 3D формите. Цилиндар, коцка, конус, топка, квадар. Во долниот ред предметите. Лего коцка, топка за на плажа, чаша со вода, куфер за патување и роденденско капче. Ајде да ја поврзиме секоја 3D форма со предметот што личи на неа. Со 3D формата цилиндар се совпаѓа чашата за вода пиење. Со 3D формата коцка се совпаѓа лего коцката. Со 3D формата конус се совпаѓа роденденското капче. Со 3D формата топка се совпаѓа топката за на плажа. И со 3D формата квадар се совпаѓа
куферот за патување. За домашна работа да направите робот од рециклирачки материјали. Роботот подолу на сликата е добар пример за тоа како би можеле да го изработите.